Во рамките на промоцијата на новата програма на Социјалдемократскиот сојуз, денеска ќе промовираме дел од мерките кои се однесуваат на реформите во судството. Поминува речиси една недела од кога лидерот на опозицијата го обелодени и ги подкрепи со аудио снимка мега скандалот тежок 1,5 милиони евра во кеш поврзан со продажбата на македонска банка АД Скопје. Обвинителството молчи, судството молчи, провладините медиуми молчат, МТВ молчи. Тоа е уште една потврда на нашето тврдење дека за време на владењето на ВМРО ДПМНЕ завладеа институционален и медиумски мрак. Свесни дека зависното и партизирано судство создава несигурни граѓани под притисок на власта, СДСМ ќе го направи судството столб на демократијата и владењето на правото во Република Македонија. Ќе се бориме за трајно решавање на состојбите во оваа сфера и ќе спроведеме правни и институционални реформи за надминување на актуелната катастрофална состојба во судството. Под власта на СДСМ правото нема да биде подведено на политиката, ниту судството на извршната власт. Нов почеток за судството во Република Македонија ќе значи дека одлуките нема да се пишуваат на илинденска безброј. Ќе отстраниме невидената партизација и политичките притисоци со кои се соочува судството денес. Ќе ги одглавиме граѓаните од лавиринтите на судовите во кои не можат да ги остварат своите права. Судството мора да стане независно, непристрасно и ефикасно. Власта на СДСМ ќе направи сериозни реформи и во јавното обвинителство. Денеска јавното обвинителство, наместо да ги гони сторителите на кривични дела, се става во улога на нивен заштитник. Со промените, основите за одговорност на јавните обвинители ќе бидат точно прецизирани и утврдени со Законот за јавно обвинителство, за да се спречи несовесното, непрофесионалното и партизирано работење и однесување на јавните обвинители. Ќе бидат прецизирани кратки рокови за постапување на јавното обвинителство по поднесените кривични пријави. Сознанијата за криминал и сторени кривични дела нема да останат заборавени во фиоките на јавните обвинители. Пред законот сите ќе бидат еднакви. Ви благодарам. Десковска, дали сметате дека и овој случај повторно ќе заврши само со пријава за навреда и клевета, тоест со судски спор за навреда и клевета? Ако на 27 се случат промените, нема да заврши и овој случај како што завршија сите. Во оваа ситуација во која што се наоѓаме денес, во која што судството е целосно партизирано, обвинителството е партизирано, во кој што институциите не работат врз основа на законот, туку работат врз основа на наредбите од илинденска безброј, не сум оптимист дека институциите ќе профункционираат. Но ние се надеваме на нов почеток и промени на 27 кои што ќе ја вратат владењето на правото, правната држава и независното судство во Македонија.